Ровска. Се видам да ги запомнам презимињата на моите денешни две гостинки, со оглед на тоа што вешта жена, биде која ќе додат Дитка и Теа, и јас реков одлично. Дитка Чаврова и Теа Чавлевска и Теа Маџункова. Ни доаѓаат од Кавадарци ова утро. Ви благодариме што ете и утрово рано наутро се подготвивте и дојдовте од Кавадарци во утринска на Тилма. Не ви е прв пат, но не сте дошле одамна. И секогаш како и ние да велиме, немојте многу да се вложувате со оглед на тоа што имате и пат, сепак не останувате ниту со еден, ниту со два, ниту со три рецепти, туку со богата трпеза. Да речеме дека овие денови ваква трпеза ја заслужуваат. Престодните великденски денови, поточно најголемиот христијански празник Великден. Сите се подготвуваме, домаќинките се подготвуваат со нови рецепти, а вие секогаш ги имате рецептите кои што можеме да ги предложиме. Ви посакувам добри дојде и добре дојдовте во утринска на Тилма. Добро најдовме. Добро утро. Или добар ден, веќе на кој како станала. Да, за нас сите веројатно добар ден. За нашите гледачи за кој како. Не можам да се изнагледам овие ваши нели тука рецепти, поточно декорации на сето ова кое што ги имате приложено и за тоа како вистински треба да изгледа една великденска трпеза. Така се договоривме, иако траат великденските пости, знаеме се до Великден, но добро е пред време да се подготвиме за тоа што би можело да се направи за Великден. Па ајде да видиме со ред. Ние имаме повеќе информации кои што јас подочно ќе ги споделам во однос на активностите на Вешта жена како организација, и вие ќе ми се приклучите во тоа, но јас би сакала прво да видиме што имаме на нашата трпеза, убаво декорирана, поставена со убаво великденско чаршавче, нешто кое што го символизира нели празникот и кое што најчесто и секој дома вака си го подготвува. Па ајде да почнеме со ред. Па вака, прво да поздравам нашата претседателка од Тетово, Жана Снежана Стојановска. Поздрав Жана. Така, која што ни овозможува преку Телма да рекламираме, да се искажеме како домаќинки и како вешти жени. Да. Значи, решивме великденско ради тоа што сега е брзо веќе Великден. Ова е козињак или казињак, кој како го кажува, или милиброд. По моје е милиброд. Милиброд, добра. Обично за Великден тоа се прави. Треба рецепт. Па вие можете накратко да кажете како се подготви, ако верувам дека за милиброд рецептите варираат, но некоја основа си има, така? Да. Добре. Значи брашно, маргарин, квасец, млеко, јајца, основно е тоа, ванилин шекер, тоа е основно, треба да се разнеси неколку пати, за да биде она со конци. На 15 минути го размесувам, потоа го формирам и се пече. Тоа е тоа. Јајца направивме, значи изфарбавме така интересни да дојдат. Имате нешто суво овошје ставено? Има и суво овошје обавезно, лимона, кора од лимон има во тестото. Одлично. И тоа е така. Овие се од готовите крофнички што се во... Овие се тие? Да. Во, како се... Калап. Во калапчина, машинка. Да. Ова се јајца од фондан. Да, баш интересно, декоративно и се ставаат на... Така да биде декоративно, се става поукрасно да биде. Ова е, значи, фондан кој што се користи за правење на тортите, нели? Да, интересно е така да дојде малце. Значи, тоа е фонданот. Колку време ви требаше да ги подготвите вака овие рецепти со се декорации? Пошто сум ја пензионер, имам одвише време, така да не гледам на колку време ќе ги направам. Да. Ама си уживате додека ги правите, така? Не е ограничено време. Да, тоа е најбитно што уживаме во тоа. Да се направи нешто да биде интересно. Ова е од обично тесто, значи само што е со млеко, нема јајца, брашно, млеко, вода. Тоа е тоа. Како е името на пример на ова? Корпата се прави на... Аха, ова е курпа. Да. Дали можеме да го забележиме тоа, вака само да го подкренеме? Ова е како великденска кошничка. Така, добра, великденска кошничка. Се плете на тањирче, железно, Јас ќе го земам. Така. Со фолија обложен тањирот, се става тестото, се пече, после лесно се вади од фолијата. Ова исто плетенка се пече посебно и тоа е тоа. Одлично плетенката да се направи, повторно ќе речеме треба вештина и овие зајчиња или оваа форма која што се добива на зајче исто така треба да се долови, како и ова не знам дали може да го забележи камерата или Марина ќе
проба и ова е пиленце, нели? Да. Исто што карактеристично кога украсуваме великденската трпеза, ова направено од тесто. Како вас ви успева, дали работите по калап или Со калап. со калап? Да, Одлично. со калап. Супер изгледа. Сето тоа како една убава можност да се презентира, особено кога ќе ни дојдат и гости за Великден, така? Ајде да видиме теа, она кое што е следно, останатите 3 рецепти, поточно оние предлози кои што ги имаме. Вака, тоа е зајче од мелено месо. Значи, така ми дојде идеја, бидејќи зајчето е символ на Великден. Така е, и затоа се одлучив на тоа. Воа е баник тегнат со спањак посно. Решив да биде посно, ти уште се постите. Да. И воа се блакца, формирани на корпичка, како великденски јајца. Филот ми е со великденски јајца. Значи, корпичките, смесата од корпичките ми од бисквити, маргарин, какао, млеко. Филот ми е од маргарин, жолчки и прав шеќер. Одлично. Да, и со прехранбена боја, така да се декорира за да изгледа убаво, разнобојно да речеме. Како се добива ова како јовесте, како кошнички? Да, кошничка ги правев во калап за мафини. За мафини. Значи, може да се искористи на друг начин тие калапи за мафини. Да, значи ги правев, вие ми се како лимунки, така јас си ги викам, со истата смеса, истиот фил е одоздола полнето е. Ги правам на калапче од лимон за цедење. Да, и личи на тоа, но додека не... И лимунки, така си ги викам. Да, одлично. Интересна креативност, секогаш се водушевам на креативноста на вештите жени и на идеите кои што ги имаат, при тоа и можноста да си експериментираат со оглед на искуството во правењето на различни рецепти, па така и за да се добие еден ваков резултат и ни вакви убави предлог рецепти, тоа веројатно ќе го препишеме на искуството и на вештината. И кога сме ке вештите жени и тоа кое што тие го поседуваат, па и затоа се дел од организацијата Вешта жена, рековме со Жана на чело, она кое што е карактеристично за овој период се голем број надпревари, општински надпревари, и при тоа крајниот кој што е нели за избор на вешта жена на Македонија и етно вешта жена, и за тоа сме зборувале. Јас ќе ги кажам точните дати за оние кои што се заинтересирани да знаат, но ајде прво само ќе ве прашам пред да ги соопштам тие, ќе ве прашам како вие се организирате, бидејќи вие го организирате како што ми кажавте надпреварот во за Кавадарци, за град Кавадарци. Така, и сега таа координација веројатно вие исто така добро Кај нас беше настанот Вешта жена општински надпревар на 30 март, помина во хотел Фенини беше. Имавме 3 надпреварувачки, имавме една гран-при, значи за град Кавадарци прво место ни доби Блага Тренчева од Возарци, значи имаме и од околните места, значи не само од град Кавадарци надпреварувачки. Прво место ни доби, па се надеваме дека и на републичко ќе добиеме некоја награда. Не, па добро, ја да ви го посакаме тоа. Да, Розалија Димовска, гран-при ни беше и се организираме. Она е пензионерка, повеќе слободно време има, повеќе трча. Ја од работа кога ќе дојдам ја дополнувам што можам, завршувам работа. Со разбирање и спогодба себива. Па се разбира, да, и со одлична соработка. Има ли други жени од Кавадарци, вешти жени кои што се дел од? Имаме доста сме вешти жени, некаде на 13. Иначе оваа година имавме трета година Сузана Костова, која што треба да си го добие пехарот. Прва година, значи, таа што победи Блага Тренчевска од Возарци и прва година од надпревар, и Валентинја Бањанска, и таа е исто прва година. Добро, значи за иначе некого... многу убаво беше. Да, верувам дека било така. Јас ќе очекувам следен пат кога ќе ни дојде и Жана, фотографии и видео од поголем дел од надпреварите, поточно од повеќе градови, како и онаа која што ќе добие наградата за нели вешта жена на Македонија, односно на републичкиот надпревар, ќе имаме можност да го видиме, да ја видиме и да презентираме уште нешто вкусно и интересно. Да не останам кусав односно информациите кои што требаше да ги принесам. На 26 април има вешта жена во Виница, 27 април во Кичево, 10 и 11 во Тетово изборот на вешта жена на Македонија, како што збориме републичкиот, со учество на победничките од општинските надпревари и од Република Србија исто така има, така? Да, беа во Краљево. Да, и со нив се споделувате, си разменувате искуства, бидејќи ти имаат некоја традиционална кујна, нели? Па веројатно можеби превземаат и предлог рецепти од нашата. Да. Добро е кога има странски. Какви се нивните, например, да речеме, впечатоци во однос на дружбите со вештите жени од Македонија
Па чим се дружат, значи им е убаво. Имате нешто слично таму? Тоа е превише, значи треба да го осетиш, да бидеш во таа дружба, за да знаеш што значи дружба со вештите жени. Значи јас сум веќе 15, на 17 години, а вешта жена постои 30 и сега 33 година веќе. Јубилејно поставивме. Сега веќе 30 години. А за да доловиш во вешта жена да бидеш, треба да присуствуваш. Така е, да. Тоа е посебно чувство, каде што посебно сега на републичката, значи тоа е Македонија во мало. Од сите градови, од сите села можам да речам, се дружиме, разменуваме рецепти, разменуваме животни приказни, стануваме другарки, пријателки. Тоа е тоа. Убаво рековте, Македонија во мало. Да, во секој град имаш пријател. И тоа е исто така одлично, заради тоа што се зголемува нели друштвото, познаниците, пријателите, а исто така и искуството се разменува во тој случај. Ме интересира дали или колкава е возрастната, постои ли возрастна граница? Нема и дали од помладите сакаат да видат делот? Има. Од 18 години па на нагоре, јас сум веќе 68 години. И треба да учествувам сега уште една година за Гран При. Одлично, значи дека 2 години имам поминато, сега уште една година, 3 години. А се надевам дека и теа до година ќе се пријави за Гран При. Помина 3 години, помина и повеќе години, со обврски, со 3 дечиња не можеше, али се надевам до година, пошто Розалија веќе 3-та година е, и треба да има пауза па 3 години, значи ќе ни треба до година уште Гран При. Да, одлично, тоа ви го посакувам. Секоја од вас, нели, што е она кое што го има за цел, се разбира да го оствари и секоја чест како мајка на 3 деца да се направат сите овие работи. Мислам конкретно сега, да не зборуваме воопшто, нели, и во однос на секојдневието. Разликата помеѓу, бидејќи ја спомнавте Гран При, разликата помеѓу Гран При или таков тип на надпревари во однос на вие другите, кои на критериуми за подготвување, што е тоа кое што е поразлично? Гран При, значи спрема маса на општинските надпревари, влегува директно за на републичка. А вешта жена, значи е надпревар што 3-4, зависи колку надпреварувачки имаме, се гласа од жири, од публика и се бира прво место. Кој е таа оди на републичка? Гран При ни оди директно. Директно, добро. Значи, вие си ги знаете сите правила како си постојат, во однос на критериумите исто така, а за вештината и за правењето не се сомневаме. Да кажам само дека на 25 мај во Пехчево ќе биде организацијата на етно вешта жена. До тогаш имаме време и веројатно ќе имаме уште некои гостувања каде што ќе може тоа и да го потсетиме. Може. Етно вешта жена е манифестација која што претежно веројатно се заснова на македонска традиционална храна, така како зборуваме за етно. Ние сме нели зборувале за тоа и во минатото и тука има разлика од она што е тековно или ваквите надпревари каде што секој според својата креативност, а таму треба во рамките на етно кујната или така да кажам што е етно вешта жена. Етно вешта жена во секој град, односно одлучува во кој манастир ќе биде. Се дели парички. Значи во тој град месат тие што се вешти жени од тој град се дели паричка од тестото на тие што не паднало. Не паднала паричката. Кој град не паднало? Сега годинава имам, мислам дека уште 2 града. Лани падна во Пехчево, значи во манастир се прави тоа. Сета храна што ја носиме вештите жени се продава тамо. Тие пари остануваат ке вештата жена, председател на вешта жени, подпредседател. Што треба во манастирот се купува и се донира за манастирот. Тоа е веќе разлика меѓу вешта жена и етното вешта жена. А имаме постои уште етно вешта жена, обично тоа е октомври-ноември, каде што собираме средства хуманитарно за децата со посебни потреби за нова година. Носиме пакетчиња, порано храна носевме сега. Од ситуацијата со корона вамо тамо, идеме само на готов производ, значи пакетчија. Има уште едно, кое што и тоа е многу битно да го кажам. Значи, во Лесковац, исто имаме хуманитарно, каде што деца македонци учат македонски.
и барат книги на Да, и тоа го македонски. пренесовме и ние имавме. Така, и тоа го имавте, да, и тоа е исто ново. Така, и секогаш кога зборуваме за хуманоста која што ја имаат и голем број примери може да се види на вештите жени, тоа е апсолутно така и ние како утренска на филма тоа го споделуваме со нашите гледачи. А кога сме ке хуманитарните настани, може да се надобрзам. Значи ние сегде одиме хуманитарно, еве сега и градка Бадарци, значи организира хуманитарен концерт за 2 дечиња што ќе одат на операција у странство за Теодора и Бела. Така да и ние се приклучуваме на тој хуманитарен концерт, што ќе има многу музички македонски естради. Влезниците ќе бидат 200 денари, значи по најниска цена, за да може да се собере што повеќе средства. И ние ќе имаме штанд, ќе продаваме храна изработени од наши средства, за да може да помогнеме на тие 2 дечиња да гледаат напред во иднината. Да, повторно уште едно хумано дело и јас верувам дека ќе бидеме се помногубрени, особено кога станува збор за нели хуманитарни настрани каде што секоја помош е добре дојдена. За хуманост и за вештината во кујната не зборуваме, тоа е несумнено кај сите вешти жени кои што меѓу другото одвојуваат време и да дојдат во утренска на филма, а денеска и време за подготовка и време за презентација и се разбира гостување тука, одлична можност за една ваква разнобојна великденска празнична трпеза која што верувам дека ќе биде добре дојдена за нашите гледачи, гледачки, оние кои што не следат во овие моменти. Ви посакувам убав празник, убави празнични денови пред нас. Ви благодарам за гостувањето и верувам дека во добро здравје, во добро расположение ќе се видиме во следна прилика и со некоја награда плюс. Па би требало. Така е, да. Посакувам успех во сите останати надпревари и манифестации на вешта жена, се разбира во догледно време повторно со нови информации. Ние тука завршуваме со кујната, но продолжуваме со новото издание на Да си кажеме, кое што е повторно поврзано со празникот, еден од најголемите христијански празници или најголемиот, а тоа е Великден во однос на цените, во однос на оно кој што секогаш го имаме, а тоа се великденските јајциња и се разбира јагнешкото место. Повеќе за ова во продолжение.